Жителите на Горни и Долни Подлог и Мујанци бараат поврзување на нивните населби со линискиот автобуски превоз до Кочани, за што веќе доставиле писмена иницијатива до локалната самоуправа и до Советот на општина Кочани. Барањето го подкрепуваат со неколку стотини потписи, собрани со петиција што ја организирале пред околу половина година. Во образложението на оваа иницијатива стои дека на тој начин ќе се обезбеди редовен, поевтин и лесно достапен превоз на околу 1500 жители колку што живеат во трите населени места, а особено за повозрасните лица. Последната постојка од автобусот на линискиот градски превоз е во зоната лесна индустрија кај Подлошка крстосница, поради што тие сметаат дека продолжувањето на линијата не би требало да биде поголем проблем. Гледам дека низ градот скоро речени секој мало поминува. Па што сме ние помалку од тие жители, кога сме и ние жители на општина Кочани. Хендикеп е што немаме лекар, например. И многу луѓе немаат да дадат пари за такси да одат на лекар. Тука ни се загрозува здравието. Ако има една градска линија, мислам дека ќе ја зачуваме и малку средината. Почист воздух, не мора сите коли да палат да одат со такси, со една линија ќе одат повеќе патници. Граѓаните се одзваа на иницијативата и има соберено околу 500 потписи. Баравме автобусот од јавниот градски превоз кој доаѓа до индустријската зона да продолжи да се обраќа до Горни Подлог, Долни Подлог и Мујанци. Барем 2 пати во текот на денот. На 60-та седница на Советот на општина Кочани, меѓу другите точки од дневниот ред е и предлог одлуката за организирање општински линиски превоз за наредниот период. Токму поради тоа, жителите на трите села очекуваат во дискусиите на советниците да се најде и нивната иницијатива. Од локалната самоуправа на Кочани пак информираа дека барањето со петицијата е добиено и е прифатено како добра граѓанска иницијатива. За нејзина реализација од финансиски аспект не постојат пречки, односно од општинскиот буџет можат да се издвојат средствата што се неопходни за субвенционирање на возниот билет. Сепак, неопходни се други технички усогласувања, како што е обезбедувањето соодветна сообраќајна дозвола од страна на превозникот за продолжување на линијата, како и определување на точните локации за постојките, утврдување на возниот ред од аспект на економската оправданост и слични детали, што треба да се разгледаат заедно со сообраќајната инспекција и со Министерството за внатрешни работи. Од општинските служби информираат дека проширувањето на линискиот превоз до Горни и Долни Подлог и Мујанци може да се направи и дополнително на седница на Советот, при што ќе се изготви предлог одлука за измена и дополнување на претходно усвоениот распоред на градскиот линиски превоз на патници.